Од конфликтот Израел-Хамас до војната во Украина, овогодинешниот состанок на светските лидери на АПЕК не е како ниту еден друг во поновата историја. Тоа е значено и веројатно без преседан. Имаме системска нестабилност во моментов каква што веројатно не сме виделе од крајот на студената војна. Постојат и потенцијални економски последици од овие конфликти. Постои лак на несигурност и тоа е лак што ги поврзува регионите преку синџири на снабдување. Што ги поврзува регионите преку различни други канали, важно е да се има на ум за сите разговори за раздвојување, што го прави глобалната економија, остануваат суштински меѓусебно зависни. Членките на АПЕК не само што се разликуваат во нивните мислења за конфликтите, туку имаат и други извори на триење. Има територијални несогласувања во Јужното Кинеско море и продолжуваат тензиите меѓу САД и Кина. Наспроти оваа позадина, земите ќе се обидат да најдат заеднички јазик и да разговараат за необврзувачки теми, со агенда поставена од земјата домаќин. Навистина се фокусиравме на работи како унапредување на праведната енергетска транзиција, унапредување на одржливите земјоделско-прехранбени системи во Азиско-Пацифичкиот регион, гледање на одржлива инклузивна трговија низ целиот регион. Друга област на загриженост е како да се намалат ризиците од синџирот на снабдување со научени лекции од времето на пандемијата. Мислам дека она што ќе го видите е некој вид трошок на отпорност, за да се осигураме дека нема ниту една точка на неуспех во случај на пандемија. Например, додека САД увезуваат повеќе стоки од земјите, вклучувајќи го Виетнам. На крајот на криштата, многу од сировините, исто така и компонентите, се уште се прават во Кина. Односите помеѓу Кина и САД ќе продолжат да ги следат членките на АПЕК дури и по состанокот на лидерите, во време кога јавната перцепција во многу земји има тенденција да се свртува кон САД, а се смета дека САД повеќе интервенираат во работите на другите земји отколку Кина, според истражувањето на Пју. Се смета дека САД во голема мера ги земаат предвид интересите на другите земји повеќе од Кина и дека имаат поголема веројатност да придонесат за глобалниот мир и стабилност. САД и Кина ќе треба да најдат начин да коегзистираат. За разлика од студената војна која заврши со распадот на Советскиот сојуз, Вашингтон не оди никаде. Пекинг исто така, конкуренцијата ќе има своји осцилации, но тоа е надпревар кој нема да има дефинитивен крај. Покрај Кина и САД, економиите на АПЕК сочинуваат 60% од светската економија. И во меѓусебно поврзан свет, наблюдувачите велат дека лидерите ќе треба да ги надминат разликите, за да се борат со прашања како што се климатските промени и несигурноста на храната.